Започнува новото издание на Ние. Мислам дека ова ќе бидат посебни минути посветени за планината, за планинарскиот клуб Љуботен, кој што оваа година на вистина бележи убав јубилеј, 100 години од постоењето и функционирањето, и особено ќе уживаат љубителите на планината, на шара и на сите оние активности кои што таму се случуваат. Денеска моето друштво е одлично и едве чекам да го започнеме разговорот, кој што верувам дека ќе ни биде кратко времето за да раскажеме бројни анегдоти и убави и неубави можеби доживувања кои што ги имате низ годиниве. Ќе започнам со господинот до мене, Горки Качелов, некогашен ќе кажам председател на планинскиот клуб Љуботен, долгогодишен планинар, член, се уште така активен. Апсолутно доживотно. Доживотно. На својата 77 година многу активен. Многу активен. Така е. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што денеска ќе зборуваме за убави работи, и актуелниот председател кој што, како рековте, од 2004 година го држи тоа место, председател актуелен на планинарскиот клуб Љуботен. Станува збор за Јован Божиновски. Добре ни дојдовте. Добро утро и добре ве најдов. Многу време се договараме, Јован, нели, за да го реализираме ова гостување, меѓутоа сакавме да ви посветиме убава минутажа, затоа што навистина не е мала бројка, 100 години планинарски клуб Љуботен. Оваа 2025 година за вас е особено значена. Дел од настаните веќе се одржа, меѓутоа нели централниот за прослава не очекува некаде кон крајот на годината. Ајде ќе започнеме од едно можеби интимно прашање за вас, за вашата интимна врска со планината, со планинарскиот клуб Љуботен. Што за вас, иако сте нели неколку години, повеќе од деценија, нели, или две може ќе фати на местото на председател, меѓутоа долги години член на планинарскиот клуб Љуботен, што за вас значи поврзаноста или генерално клубот? Енергијата која што со децении претходно се ја имал клубот, се стварала низ годините, и кога почнуваш да ги запознаваш луѓето кои што претходно како функционирале, па како генерацијата која била пред Горки, он ги запознал и како тоа се пренесува натака, како они работеле за шара, како они живееле за шара, да кажам, како живееле за самиот клуб, затоа што самиот клуб е нешто што е едно јадро кое што миксот на генерации, и таа енергија, таа поврзаност меѓу себе е она што навистина те прави среќен, задоволен, да го имаш тоа чувство каде што гледаш дека од луѓето кои што се сите заедно тука има енергија која што се возвраќа. Така да тоа е она што мене ме поврзува со самиот планинарски клуб, со самата планина и со се она што го работиме како тим, како екипа. Одлично. Горки, да навратам вас на времето кога вие бевте председател. Убаво спомена Јован, вие сте ја презеле можеби титулата од некогашните нели членови од едни други генерации кои што можеби повеќе и нели не се помеѓу живите, но оставиле убав аманет кон вас, а вие сте ја предале можеби на Јован и на овие новите и идни кои што допрва ќе доаѓаат. Некоја паралела од тоа време некогаш и овие денешни генерации, што би споделиле? Токму така. Корените се длабоки. 1925 година ентузијасти од Тетово формирале клуб. Тие почнале да одат на планина. Зошто? Исконско во генот на народот македонски е да живее со планината. Па ние сме се ранеле од планината, сме биле таму. Стадата овци на Шарпланина уште од турско време се бележени и има податок дека на просторот на Шара од Љуботен до Бориславец се напасувале 500.000 овци. Може да замислите која е таа бројка. Не сакам да ви кажам денеска колку има, тоа е трагично. Значи, исконската поврзаност на македонскиот народ, на македонецот и граѓаните со планината е тој потик што не тера да работиме. Тие ентузијасти на времето од ништо направиле нешто. Во тоа време, тоа било српско време, вие сте млади, тоа не го знаете, граделе домови, прифатни куќи, трасирале стази, почнале да се занимаваат со планинарење. На него се надоврзало скијањето. Почнале да прават опрема за скијање самите, немале од каде и како. Имале помош од тогашниот систем, така денеска се кажува, и само ентузијазмот ги движел напред. Прекрасни се сликите стари што ги имаме, тоа се Јован има прибрано,
да ги видите со каква опрема оделе, со каков ентузијазм, машки и женски. Тоа е убавина. И тоа, ја би рекол, повеќе и генетски се пренесува сега на помладите генерации. Живејќи во тетово шаре над нас, како орел вака не прегрнува сите, и не можеш да не погледнеш нагоре и да речеш дај да останеш рамнодушен, невозможно е. Понатамо е прекрасниот воздух што струи, сега ќе речам струеше од шара према Полог, кај што е Тетово. Зошто веќе не струи? Тоа веќе го нема. Нашиот проклет урбанизам што направи? Направи згради по 7-8 ката, огромни, контра на планината, го затвори Тетово. И тој воздух што струеше надоле према градот го нема веќе. Тоа е се угушено. И на тоа кога ќе ги додадеме автомобилите, веќе знаете зашто зборувам. Затоа и Тетово е често меѓу најзагадените градови. И сега се враќаме на корените. Уште една голема придобивка е што тие луѓе, тој синдром на сакање на шара ни го пренесува на нас. И јас така сум го наследил од тие луѓе. Почетокот не знав ни што е, ни како е, ни што треба и како треба, човек се учи. Треба да се има љубов за се. Планината дава фантастични услови за тоа. И нашата мисија, како членови на планинарскиот клуб, е да го пренесуваме тој синдром на сакање на планината на младите. И тоа ни е главна преокупација. Се што правиме е за младите. И дали успешно ви оди во тоа? Јас имам чувство дека особено во периодот во короната, кога сите некако бара бегство во природа, тоа малку ја промени свеста, особено и кај младите, но и кај другите луѓе, да речам, и другите генерации, да појдат и да најдат мир и спокој во природните убавини. Па веројатно и не е тешко младите денес да се натераат да појдат на планина. Прекрасна ви е забелешката, сега доаѓаат сами. И ќе дојдат тука во клубот наш, па ние кој сме, што, дали може да се зачленуваме, како не. Со полно срце ги прифаќаме. За нив припремаме мали тури, да не ги шокираме веднаш. И за дивно чудо, не е македонски дивно чудо, српско е тоа дивно. За наша среќа, веќе го прифаќаат. Може да замислите сега млади девојчиња на втората тура веќе одат на интензивна тура, имаат снага голема. Ранети деца. Тоа е и силата и енергијата што и самата планина и природата ја дава. Дури и кога некогаш најтешко, се наоѓа некоја сила што те движи, а веројатно и знаејќи што се таму некаде позади некое брдо ве очекува како убавина, веројатно тоа е мотивот што им се дава на многумина. На која возраст, Горки, вие стартувавте? Па ја бев некаде активно, да речам, активно 30 години после факултетот првото вработување, тогаш почнав. До тогаш немаше таква масовност. И мене ме поведува старите планинари, кога прв пат видов или филоксерата ти влезе, готов си, сега отиде во планина. Не можеш да се спасиш. Тоа е, точно забележавте. Планината има своји чари, своји бавини, воздухот, мирисот на цвеќењата, растенијата што се. Кога ги спомнав, шара наша има ендемити повеќе него што има цела Англија. Ова ни го кажа колегите од Македонското еколошко друштво, тие се наши добри пријатели. Ја бев зачуден, викам, како толку сме богати. Да, никогаш не сме свесни што се имаме и зашто се нели треба да се залагаме и да чуваме. Бевме шокирани од еден пример за професорот од Шкотска ли беше, што дојде што го најде она бубачето што викаме горе на езеро. Да. Сеќаваш? Тоа беше исто. Сеја еден професор старчикица. Сеја не знам од Шкотска или од каде беше? Не, од Лондонски универзитет. Од Лондонски универзитет. Добра. И имало некое животинче. Ама тој бил тука, посетил или слушнал? Тамо слушнал некаде во науката не стигнала информацијата. И вика, што, како се вика тоа животинче, не знаеме, ние го видиме бубачето да го најде. Дојде човекот на свој 80 години беше, стар човек. Го качивме до горе, се качи во езерото и го најде тоа животинче. Ке него имало некој инсект или животинче, зашто? Не е инсект, не знаеме. Бубачка буба. Некоја буба, да, бак. И со хромозомите незини имало некој деформитет. И науката знае дека тоа го има на шара.
го однесовме. Ја не бев за жал Значи, тој тогаш. прв пат во неговата кариера и Кариера живот, го видел тоа живо. освен што го учел, во нашол. теорија, го доживел и во пракса. И ми кажуваат другарите, вика, тој како дете скокаше, вика, во височина кога го најде тоа. Понатамо напишал студија некоја и тамо го спомнува планинарскиот клуб Љуботен, и Јован е спомнат и другарите што го однеле горе. Тоа е откровение, тоа е откритие. Тоа е откритие. Што рековте, ние не знаеме што имаме. И сега ова ме поттикна, иначе јас сум екологист и тоа ме страшно боде. Големото богатство на шара е водата. Ние не сме свесни што имаме. Што имаме таа вода. Ја грабаат кој ќе стигне и како ќе стигне. Наводнуваат бавчи и така натаму, а ние доле во градот пиеме вода од цистерни. Секој си има хидрофор дома за се напие вода. Тоа богатство огромно го растураме. Тоа се милиарди што вака низ рака ни течат. Тоа е како да носиш песок со отворени раце, а водата треба да се собере. Апел, не ја давајте водата. Апел за нас е запишан. Не ја даваме шара, водата не ја даваме. Сега имаме и некои активност или не смеме сега да ги кажеме, тоа малку понатаму. Нека има поводи за многу вакви дружби. Јован, дел од активностите ние веќе во утринската ги споделувавме, нели, за искачувањето на Тито врв, што од стартот на годинава се случи во рамки на овој голем јубилеј одбележување 100 години Љуботен, затоа што верувам и за вас како претседател низ годиниве, посебно сте се подготвувале, нели, за ова 2025 година како јубилејна во клубот. Да, ова цела година е, нели, активна. Големиот дел, да кажем 30% од она што го планиравме се заврши, таа роденденска тура која имавме на Лечница, потоа имавме традиционалното искачување на Титов, што беше едно од најголемите. Во меѓувреме имавме некои соработки со училишта, соработки со организации кои во Тетово, нели, функционираат на локално ниво, така да тој дел е успешно завршен. Следуваат следни активности кои што веќе од следната недела ги планираме. Едно е тој меморијалот на нашиот исто постар член меморијал Мирко Маринковиќ, кој што ќе се случи на Љуботен. Потоа имаме активност која што е пак поврзана со кампување со деца, кој што ќе се случи на Шара. Имаме неколку активности кои што се поврзани со едукативни историски предавања кои што ќе се случат во Тетово, нели, по повод јубилејот, и на крај завршуваме со таа свечена академија која што е планирана за крајот на ноември. И ќе заборев да кажам дека на екипа од 16 луѓе планираме да се искачиме на некои од повисоките врвови на Алпите. Мон Блан беше во план, но поради проблеми со сместување таму, но сигурно ќе бидат 3 врва над 4000 метри кои што како тим, како екипа, како клуб ќе ги искачиме. Тоа е. Тоа ќе биде во рамки исто така на одбележувањето и на оваа година, така? На 2025. Во какви услови е во моментов планинарскиот клуб Љуботен? Многу од луѓето кои што ја сакаат Шара, многу често, нели, знаат да појдат таму да преспијат, вела дека е одлично и за со деца, семено да се помине, знаејќи дека низ останатите делови од Македонија, за жал гледаме и сме сведоци низ годиниве како изумираат планинските клубови од, нели, најразлични причини. Но во какви услови и во каква е ситуацијата во моментов таму? Сега имаше една група од Словенија која што јас во разговорот им кажав дека ние се стремиме кон она што словенците го имаат и секогаш сме се стремели низ годините, нели, да достигнеме тоа, затоа што Словенија е планинска земја, чиста земја и се она што го видов, и фидбекот кој што го добив од нив беше она што нас не прави гордија, тоа беше дека сме можеби и на ниво и со нив и негде над нив со планинарските домови кои што ги имаат во Словенија. Така да голема беше борбата да дојдеме до планинарскиот дом, затоа што тој е првиот планинарски дом изграден 31 година во Македонија, се уште единствениот, самиот по себе е вредност и музеј. Да, уникатен. И низ годините тој бил одржуван и работен од планинарскиот клуб Љуботен, но низ годините, 60-тите години бил преземен од фабриката Југокром, како таков, како моралиште за Југокром. Потоа тоа се менувало низ годините и конечно 2013-14 година го вративме назад како планинарски дом.
почнавме со реновирање го во 31 интересен податок му мора да се спомене дека 31 година е изграден за само 3,5 месеци, 31 година помеѓу две светски војни, а ние го реновиравме 6 години. така да тоа кажува за нас затоа што тој ентузијазам кој што секој од нас од членовите стави камен во тој планинарски дом го чувствува како свој, го чувствува и затоа има енергија која што е во планинарскиот дом, така да функционира планинарскиот дом. Во моментов со колкав капацитет, например, еве ако колку може да услужи за преспивање 47 луѓе, толку има кревети, значи тоа е капацитетот и според условите кои што ги има е доволен број, ако има простор да се надоградува, но мислам дека е доволен. Посетен имавме последниот месец-два, некои нови реновирања, парно грејење инсталиравме и многу работи кои што ги немавме претходно и нормално беше период гап каде што требаше да не функционира, но и луѓе бара кога ќе почне, кога така да конечно почнеме да функционира. Да, супер е што има некое убаво мислење помеѓу граѓаните, особено помеѓу оние кои што се љубители на планината, да имаат интерес, покажуваат интерес да појдат таму и да уживаат макар и викенд во едно такво преубаво окружување. Горки, се уште сте активен, така? Да. Што значи тоа? На 77 години гледате ли планината како ја доживувате сега, за разлика нели од младоста? Некогаш ви е тешко или едноставно никогаш не постојат тешки денови, лоши денови за планинарење или за некаква активност? Кој ви е омиленото место на Шара? Сега сум уште повозбуден кога одам и си викам, старец, иди горе и немој да мрчиш многу. Така си се бодрите. Се бодрам и кој ќе ги видам ова пилињава пред мене трчат, викам, види ги што се, гајле немам. И викам, ај тоа не го кажи. Викам, пази се нешто тешко со тебе, што ако се деси? Тука викам, запречајте ми, не мора да ме носите. Црн хумор. Не, бесконечно е тоа, нема таа енергија, само тамо човек ќе ја почувствува. И кога ќе се врати доле сега, како што е температурата висока и она секојдневни гужви и тоа, викам, што не сум тамо горе. Да. Што ми требаше да си дојдам долу. Да имам услови, овчар би се главил, само да живеам горе на планина. Има ли и други вака ветерани како Горки кои што се уште активни, кои што и во 7-та и во 8-та деценија можеби од својот живот, затоа што вие сте вистински пример и мотиватор, верувам, за многумина, затоа што за жал не знам дали ќе се слушате со мене, меѓутоа за голем дел од луѓето кај нас со пензионирањето како да завршува животот, некои така го доживуваат во смисла на тоа дека нели сега ќе седат и ќе одмараат. Најголемата глупост што може да ја каже. Да. Тек кога ќе се пензионираме се отвораат, животот почнува. Новиот живот. Точно. Само жената ако не ти клюка позади да ти удира по глава, што бараш таму горе, па јас и неја ја носам, па така да сме. Има баланс. Баланс има сигурно. Да. Бесконечно е. Ние сме имале примери на луѓе стари по 80-85 години да се качат. Као нашиот покојниот што е, одат луѓето до горе, до последниот здив што се вели, он ја граби планината. Знаете, човек како старе, се повеќе сака. Се повеќе сака. Едно од тие можности што природата ја дава, штета да не се користи, е планинарењето. Не бара многу трошоци, бара малци енергија. Да. И ама пак убавината и енергијата што планината ќе ја даде, со ништо не се плаќа, тоа треба да се доживе. Кое ви е омиленото место на Шара? Може би имате повеќе, меѓутоа веројатно има едно на кое што секогаш со нов ентузијазам му се враќате? Па Шара, ние имаме уште едно домче на Попова шапка, тоа е мало планинарско домче што од времето изградено. Таме ми е најпријатно, таму доаѓаат и моите врсници, па си имаме свој амбиент старски, дискутираме за се и се што, само за политика не. Браво. И тука си развиваме енергија, се гледаме и човек се теши кој ќе рече, па не сум само ја, има и други како мене. И тоа е она тимска работа, тимско одење. Иначе љуботен е врвот, љуботен домот, околу домот, чепкање. Сега малце со поголемо внимание одиме на кај Титоврв, пошто е голема висина. Не ради нас, да не им направиме беле на млади, па што ќе прават со нас? Да работа. Да им сториме работа. Сериозно, советите од помладите за повозрастните, што се, Јован? Ги охрабрувате да планинарат уште или им велите
малку како се вели на народски со усул. Со усул, да. Не знаеме конкретно на кои тури може да ги поканиме и кога знаеме дека на таа тура може да дојдат обавезно, не, значи со сила ги земаме ако треба. Така да Горки, ајде идеме сега, мора да се иде тоа треба да иде. Горки, Стево и сите други што се во клубот, да. И тоа што рече интересно, пензионери, да, од кога се пензионира, поактивни се. Поактивни се, па сега време има во изобилие. Да, Јован, вие што ви споделиле во поглед на атрактивноста на Шара и на турите кои што ги организирате? Јас имам чувство дека Лешница е некако за особено младите доста атрактивна. Грешам или навистина е тоа така и дали има и други некои вака што можеме да ги препорачаме како верувам дека секое искуство и секоја тура е посебно уживање, но дали се сложувате со мене дека Лешница е нешто што кај младиве посебно буди, дали не знам од социјален аспект со слики, со видеа или некој друг момент? Неговиот другар Корбо, исто така млад дечко како него, пред неколку години на една изјава кажа убаво, Лешница е храмот на планинарите, храмот на тетовските планинари. Сама Лешница од 55-та година нашиот клуб за Илинден за 2 август, тоа го заборавив да го кажам дека исто во рамките организирале след настан, логорување, кој што се случувало и 5 дена се престојувало на Лешница. Еден мал град се правило на Лешница, каде што се живеело низ годините, посебно за овој период, за 2 август. Така и денеска Лешница е навистина едно уникатно место кое што за жал е деградирано, доста деградирано од она што јас кога почнав да се движам некаде 95-6 година на планина, не беше така. За жал, Лешница е деградирана за разлика од тоа, но полека природата се враќа. Треба внимание, треба работа, има многу од тоа што треба да го зачуваме за идните генерации. Тоа е и целта, значи да ја оставиме планина таква како што ние ја доживуваме за идните генерации. Така да, Лешница е атрактивна, доста е пристапна, многу лесно се стигнува до нега, многу е кратка планинарската тура која што трае до сама Лешница, но внатре од Лешница натаму кога ќе тргнат другите планинарски тури кои што се кон Кривошија, кон Джинибек, кон Горна Лешница, тоа се она навистина интимните, тоа е најинтимниот дел на Шара. И да, се сложувам со тоа констатација дека Лешница е уникатот, дека Лешница е нешто што треба да остане. Мислам, тоа си седело и пред нас долго време, така да ќе си остане само да го оставиме така како што е. Да научиме да ја чуваме и зачувуваме природата онака каква што е, затоа што убаво напоменавте, треба да и идните генерации да ја доживеат во вистинската смисла на зборот. Низ годиниве верувам дека се сведоци на различни подеми и падови во поглед и на функционирањето можеби на клубот, но и во поглед на како луѓето се однесуваат кон планината генерално. Дивата сеча, за жал, нели е присутна, особено па на Шара. Имате ли некои такви проблеми со кои што, да речам, тешко се излекува крајот на добро? Имаше изминативе 20 години се ја деградираа Шара. Патишта отворени, сеча, многу диви депонии, нешто што не се случувало претходниот период доста. Сеча како сеча на луѓето им е потребно дрво, огромно дрво. И тоа се случувало низ генерациите во тие населени места по Шара. Тоа е нормално, но имало некој ред. Изминативи 20 години се случи хаос, но за среќа 2021 година Шара се прогласи за национален парк. Ние како клуб низ годините секогаш сме биле дел од тоа да Шара биде прогласена и ова, мислам, бевме активно вклучени во самиот... И навистина го заслужува епитетот. Да, дефинитивно за прогласување и еве сега Шара е национален парк, заштитен е, го нема тоа веќе што се случуваше, си има ред. Секако потребно е време за да се, нели, тоа е нова институција која што е потребна поддршка од сите нас, затоа што тоа е нешто што нас не представува и надвор. Така е.
Не само планинарскиот клуб Љуботен, туку генерално Шара е вистински амбасадор за нашата земја, па еве некаде пред крајот, со оглед на тоа што ве ги споминавте вие словенците, но и многу други нации и народи доаѓаат и ја посетуваат, како странците реагираат на нашите убавини? Ќе ви кажам една случка со представникот на Европската унија, предходникот или предпредходникот, господинот Фуере. Тој не беше голем пријател и беше наш член. Тој со нас живееше како да е роден тука во Македонија, со сите негови добри страни што ги има. Имаше една огромна, ја наблегов во неговата канцеларија, огромна слика од лешница. Прекрасна слика. И еден наш бивш премиер бил кај него во канцеларија и овој го прашува: која е оваа слика? Тој вели: тоа е Алпите некаде, Австрија, Германија, тоа е. И му рекол: не, ова е твоја лешница. А како премиер треба да си ги знаеш сите планини и да си ја знае земјата, секој камен и секоја река. Немам коментар понатаму. Одушевени се, не, одушевени се. Тоа е нешто што на Алпите има доста многу луѓе, народ, на маса на луѓе кои што се движат. Тука тој мир, таа тишина која што ја добиваат. После секој поминат рит, нели се искачуваме, доаѓаме до гребен, се отвора нов видик. После тој пак нов видик. Така да ништо не е различно на една планинарска тура ти доживуваш неколку видици. Ништо не е исто, така да. Така да доста е посетувана. Била и претходно посетувана Шара, сега е уште повеќе, така да да. Да. Вистинско. Тие доживувања се. Сега ми доаѓа една слика, водев една убава група од Лешница према Горна Лешница, се проаѓа низ еден тесенец, тука се некои карпи и групата ја вода рано сабајле беше и се појавува јарецот. На карпата гори и овакото згоре не гледа. Таа слика не може да заборавам. И ги замолив тишина, никој да не зуцне, да не кивне. Тој поглед, тие луѓе жашени вака како ги козата, јарецот седи од озгоре. Тоа не се опишува. Тоа богатство пари вреди. Да. Тоа се доживува и јас се надевам дека многу генерации, особено млади, кои што ќе мотивираат други млади, ќе бидат дел од, не мора да се ваши членови, нека се само љубители, да, но да бидат паметни, да ја чуваат природата, затоа што ги споменавме и депониите и веројатно сакам да кажам, одиме кон крајот и малку ни беше времево, но ќе имаме повод за уште една дружба некаде, еве, можеби пред централната прослава. Моабетот ми беше само да инспирираме што поголем број на луѓе да ја сакаат и уживаат планината и навистина да ја чуваат онака каква што е. Затоа што имаме нешто со што само можеме да се гордееме. Прекрасен крај. Ви благодарам. Јас ви благодарам од срце. Ми беше многу драго што ве запознав. И навистина со вашите 77 години бидете пример за уште многу други пензионери во третото доба кои што можеби им треба вака некој да погледнат на телевизија и да направат мала промена во поглед на нивното функционирање и живење. Им порачувам, не се давајте. Да ви има во што поголем број. А има ли пензионерки? Тоа еве нека биде пред крајот. Има. Има? Малку се поретки, ама ги има. Ке ги мотивирате. Ке ги мотивираме. Да. Јован, и вам ви благодарам исклучително за гостувањето, за убавиот разговор. Посакувам 100 години јубилеј, но верувам дека со оваква работа и со овој ентузијазам клубот ќе биде одржуван и од идните генерации понатака. Секако. Благодарам. Ветуваме. Јас ветувам уште една дружба, бидејќи малку беше времето денеска за разговор. Верувам дека има уште многу што да се раскажува и за годините постоење и за функционирањето. Навистина оваа 2025 е значајна за планинарскиот клуб Љуботен, кој што е вистинско обележи и за нашата Шар планина, и за Тетово, но генерално и за нашата преубава Македонија.